Благодарам, почитуван декан на факултетот за безбедност, почитуван ректоре, почитувана председателке на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, почитувани ценети професори, студенти, почитувани колеги, дами и господа. Дозволете да ве поздравам, да се заблагодарам за вака партнерска дружба и дискусија на ова важна тема, не само од аспект на Министерството за внатрешни работи, туку и од аспект на сите нас, на сите институции и како граѓани, поточно како секојдневни учесници во сообраќајот. На самиот почеток би сакал да истакнам еден исклучително важен факт, а тоа е дека безбедноста во сообраќајот веќе подолго време ја третираме како прашање не само на почитување на законската регулатива од таа област, туку и како стручно обсервирање на квалитетот на сообраќајната инфраструктура, тука пред се како приоритетен сегмент во кој се пресликува нашата посветеност за создавање на безбедни средини за граѓаните, но и поширока по обем проблематика од јавен, односно од општествен интерес. Вози како секое дете да е на улица да е твоето, така гласи мотото како учесник во сообраќајот и се трудам секогаш ова мото да го почитувам. Бидејќи за безбедноста во сообраќајот сме одговорни сите, тргнувајќи од самите себе си како поединци и секако сите заедно како чинители во едно општество. Затоа и последниве неколку години воспоставивме нов пристап кој што ќе има за цел подигнување на безбедноста во сообраќајот на едно повисоко ниво, при тоа јасно демонстрирајќи дека нема никаква толеранција за алкохолизираните возачи, за неисправните возила по коловозите, за непочитувањето на сообраќајните правила и прописи. Иако ни се забележува нам како институција на ригорозноста, ние сепак сме одлучни во оваа наша определба, бидејќи единствено таквиот пристап спасува од ненадоместливи трагедии и од големи материјални штети. А дека оваа мисија е успешна покажува и статистиката, како релевантен показател на сработеното, особено ако ја земеме предвид како индикатор дали се движиме во добра или во погрешна насока. Според статистичките податоци, а на моје големо задоволство, бројката на жртви постојано паѓа. Така минатата 2021 година ја завршивме како година со најмал број на жртви во сообраќајот во последните 15 години, 116, а најголемо намалување на сообраќајните незгоди според место на случување е забележано токму на подрачјето на СВР Скопје, кое важи за подрачје со голема фреквенција на возила и на многу учесници во сообраќај. При тоа, како производ на зајакнати акцијски контроли во сообраќајот, кои очигледно даваат резултат, се регистрирани над 992.000 превентивно-репресивни мерки во последните 5 години против прекршители на сообраќајните правила и прописи, во најголем дел за брзо возење. Тоа придонесе за континуирано намалување на бројот на жртви, а со самото тоа и постапно остварување на нашата цел. Па ако во 2013 година имавме 198 жртви, во 2016 тој број беше 165, во 2017 155, во 2018 133, во 2019 132 и во 2020 125. Заселените контроли продолжуваат со несмален интензитет и во 2022 година, се со цел да придонесеме оваа година да биде уште по-безбедна или најбезбедна досега. Податоците од првото тримесечие во 2020 година покажуваат дека оваа година продолжува трендот на значително намалување на бројот на жртви во сообраќајните несреќи. Имено, во првите 3 месеци од 2022 година има 18 жртви, што е за 10 помалку споредено со истиот период лани кога имало 28 жртви. Само во месец март 2022 година имаме 4 жртви, а во месец март 2021 имаме 16 жртви, што е бројка дури 4 пати поголема од март месец 2022.
А за да ги потикнеме и доследно да ги реализираме заакнатите сообраќајни контроли, од 2017 година работевме и на континуирано материјално-техничко опремување на полицијата со цел да се создадат пред се добри услови за работа на полициските службеници, но и една поголема мотивираност која што мора да имаат полициските службеници во секојдневната работа и на моје задоволство оваа цел ја остваривме. Набавивме модерни, технички, високо софистицирани радари, кои што сите се опремени со уред за ноќно снимање, тоа е прв пат од независноста до денеска. Следствено на сите актуелни европски полициски стандарди во овој дел од полициското работење. Нашата сообраќајна полиција е единствена во регионот која е комплетирана со уреди од последна генерација, од кои што не е возможно да се избрише снимениот материјал, дали станува збор за радари за мерење на брзина или за уредите за алкотестирање, и сите завршуваат во еден софтвер на кој што начин се врши директна контрола од раководителот на организационата единица или на одделот за сообраќај. Во моментот организационите единици за контрола и регулирање на сообраќајот располагаат со вкупно 127 уреди за мерење на брзината радари, а кога го превземав раководењето со МВР, имавме 10, и 55 парчиња опрема за ноќно снимање на движење на возилата, која може да се приклучи на сите уреди, а кога земав да раководам со Министерството, имавме 0, и што се однесува пак до уредите за мерење на количество на алкохол во крвта, алкомери, на постојните 12 алкомери, кои што ги затекнавме 2015, денес организационите единици за контрола и регулирање на сообраќајот имаат вкупно 144 уреди за мерење на количество на алкохол во крвта или алкомери. При тоа бројот на уреди за брзина и алкохол по глава на жител е на исто ниво, дури малку повисоко од земите од Европската унија. Паралелно на ова беше инвестирано и во други средства за работа на полициските службеници, пред се униформи, чевли, реконструкција на објектите во кои што работат, а од неодамна реализиравме уште еден важен проект на МВР, тоа е мобилен систем за снимање со боди камери, поставени на полициските службеници, што вршат контрола и регулирање на сообраќајот во сите станици за сообраќајни работи. И со овој систем за снимање не само што ќе се добие на квалитет во документирањето на прекршоците, туку истовремено се подига квалитетот на полициското постапување, професионалноста и транспарентноста. Значи, од податоците може да се види дека од 2016 па наваму бројот на жртви постојано паѓа, а наведов и зошто тоа е така, всушност не е случајност. Сепак поаѓајќи од фактот дека и една жртва е многу за човештвото, за државата, за сите нас, МВР во последните 5 години паралелно со репресивните спроведува и превентивни мерки, чија цел е со подигање на ниво на сообраќајната култура да придонесеме за намалување на бројот на жртви во сообраќајот. А сообраќајната култура пред се стекнува од мали нозе. Од градинка, од училишта, од кругот на семејството, каде што започнува и воспитувањето на нашите деца. Затоа МВР преку своите оделенија за превенција работи и со училиштата и со најмладите. Формиравме училишни сообраќајни единици во кои полицајците и учениците заедно излегуваат на улица и на лице место ги усвојуваат сообраќајните правила и прописи. Во рамки на превентивно-едукативните активности се посетуваат детските градинки ширум целата држава и сметам дека за овој вид на настани има простор уште повеќе и уште подобро да се работи. Минатата година, например, во СВР Тетово, реализиравме превентивен проект по голема безбедност на пешаците, велосипедистите, мотоциклистите и лица што управуваат електрични тротинети. Во чии рамки граѓаните беа запознаени со законските прописи, измени на Закон за безбедност во сообраќајот на патиштата, а беа организирани и сообраќајни поуки за сторители на прекршоци од овие категории, како и проектот по голема безбедност на децата во сообраќајот од домот до училиштето. Одсекот за превенција при СВР Битола пак од почетокот на оваа година го реализираше проектот Вози одговорно, патувај безбедно. Биди подготвен за безбедно патување во зима и безбедно во сообраќајот. Во СВР Струмица презема активности во рамки на проектите Паркирај совесно, паркирај одговорно
или управо е безбедно соврзан појас. Ваквите проекти се бројни и се реализираат во сите сектори за внатрешни работи во државата. Но покрај самостојно може да реализираше превентивни активности во сработка со наши партнери од граѓанскиот сектор, општините, училиштата и најважно со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, а еве од неодамна и со Факултетот за безбедност со кој што имаме долгогодишна соработка во повеќе сегменти, а сега заеднички ја спроведуваме актуелната кампања за пешаците под мотото и јас и ти сите сме пешаци. Безбедноста на прво место. Оваа кампања ќе трае неколку месеци, при што ќе бидат офатени голем број на градови низ државата. Впрочем, безбедноста на пешаците и на возачите е заедничка грижа и треба заедно да допринесеме за поголема безбедност во сообраќајот. Во контекст на ова, периодов последен, пешаците беа приоритет и пре репресивните мерки во Министерството за внатрешни работи. Па во првите 3 месеци од 2022 година санкционирани се 2298 возачи кои не дале првенство на минување на пешак, но се санкционирани и 2784 пешаци кои не ги почитувале сообраќајните правила и прописи. Уверен сум дека само со ваков пристап и активен ангажман на сите чинители во општеството ќе дојдеме до посакуваниот резултат, поголема безбедност на патиштата, и се тоа ми дава и ми влева многу оптимизам дека овие наши заеднички активности ќе дадат своји резултати и ќе ни овозможат да се остваруваат очекувањата оваа 2022 година да биде година како најбезбедна во сообраќајот. Сакам да се заблагодарам секако на Факултетот за безбедност, на деканот кој што сесрно го поддржа овој проект, на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со кој што заеднички работиме пред најакнењето на јавната свест и се надевам дека јавната свест ќе биде на ниво да разбереме дека секој еден од нас е важен за безбедност во сообраќајот и на крајот секако да се заблагодарам најмногу на медиумите кои што секогаш се со нас, не поддржуваат во овие кампањи и значително влијаат кон подобрувањето на безбедноста во сообраќајот. Благодарам на вниманието.